Добро вечер. Европскиот континент не е безбеден се додека земјите од Западен Балкан се надвор од Унијата. Порача претседателката Гордана Силјановска-Давкова на панел дискусијата насловена Безбедност и отпорност, традиционални и нови закани, во рамки на 7-миот состанок на Европската политичка заедница, кој што денеска се одржа во Копенхаген, Данска. Истовремено таа посочи дека евроинтеграцијата на регионот мора да се заснова исклучиво на копенхагенските критериуми, информираат од кабинетот на претседателката. Цинизам и хипокризија е да повикувате на отпорност или на јакнење на отпорноста заради сигурноста, но не само во случајов на сигурноста на Западниот Балкан, туку на европската сигурност. За среќа, председавачот со панелот со исто име или копредседавачот на панелот, господинот Макрон, на крајот своите заклучоци ги заврши со констатацијата дека ги примил повиците од Западен Балкан, ги разбрал исто така и дека има намера да учествува во нивното разрешување час поскоро. Премиерот и лидер на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски од митингот во Зрновци вечерва порача дека на СДСМ ќе им се случило цунами на изборите, затоа што не биле искрени и народот не им верувал. Ако направите анкета и ако ги прашате граѓаните, дали мислат дека навистина овие СДСМ се искрени, дали им веруваат за тоа што го зборуваат, рекордни 83% ќе ви кажат не. Со овакви коалиции не може да победат, бога ми, ниту за член на куќен совет, а не па да повторно го измамат народот. Затоа народот жестоко ќе ги казни. Следува цунами, каде ќе загубат огромен број на општини затоа што не се искрени. 8 локални нови патишта ќе добиеме во наредниот период, за кои што веќе, благодарение на поддршката на владата, имаме обезбедено за финансиски средства за 4 локални патишта. 15 нови улици или реконструкција на старите. Искористување на природните ресурси во општина Зрновци. Ќе опфати нов адреналински парк, велнес и спа зона, едукативен и тренинг кампер. На граѓанската трибина во Кисела Вода лидерот на СДСМ Венко Филипче вечерва го повика лидерот на ВМРО ДПМН Мицкоски да преземе одговорност, ако, како што вели, навистина е против корупцијата и криминалот во државата. Гледам дека Мицкоски вели дека корумпираните политичари требало да се испратат во историјата. Пазете, тој бил криминалофоб. Да не беше смешно, ќе беше трагично. Е му шанса, нека се послуша самиот и нека се отстрани од политиката. И тој и неговите соработници. И затоа, кога зборува дека ќе апселе после изборите, никого не може да заплашат. Нека си погледнат во своите редови. Ветувам ревизија на урбанистичките планови, транспарентни дозволи, монтажни и подземни гаражи, реконструкција на улици и мостови, решавање на водоводот и паркирањето. Секое мало мора да добие функционална инфраструктура, а не само елитните делови. Чиста, зелена и здрава средина, нови метларки и цистерни, рециклирачки острови. Евентуалната промена на власта на локално ниво нема да се рефлектира на владата и на централната власт, оцени министерот за здравство Азир Алиу во гостувањето во само интервју. Локалните избори се еден тип на креирање на политики, базирани на локални потреби. Националните или централните или значи наративот на владата е тотално различен. Креирање на политики на ниво на собранието, не од тоа колку градоначалници на ниво на држава. Но доколку се остварат овие прогнози, ако навистина изгубите 2:1, мислите дека ќе може
комотно да продолжите да функционирате како влада? Еве, после година и пол ништо не се случи од тие најавени протести, исто така се случи. Значи, едноставно тие се плашат од нешто друго. Се плашат дека после овие локални избори, 3 години на владење на ова гарнитура ќе бидат насочени кон програми, дефинирани институции кои што се во склад со европските вредности, правен момент и правен систем кој што дефинитивно нема да биде заспан како што е, туку ќе работи малце и ќе почне сите тие процеси да ги се анализира. говореше многу за корупција на ДУИ, но ништо не видовме конкретно дека одговара. Тоа не зависи од нас, знаете. Ние еве менаџираме со институции. Секој од нас знае како е менаџирана таа институција од претходните. Јас знам како е менаџирана мојата институција. Поранешната членка на Судскиот совет Лорета Георгиева доби кривична пријава за кривично дело измама во службата. МВР тврди дека во период од околу 1 година во вкупно 15 наврати и биле исплатени пари како надомест за патни трошоци во износ од 4700 евра, иако имало промена во незината имотна состојба која навремено не ја пријавила. Министерството за внатрешни работи поднесе кривична пријава против поранешната членка на Судскиот совет Лорета Георгиева за измама во службата. Повеќе од 1 година земала пари за патни трошоци иако член на нејзиното потесно семејство. Имал стан во Скопје. Георгиева е судија во Основниот суд во Струмица, а за член на Судскиот совет беше избрана кон крајот на 2018-та. И од тогаш го користела правото на надомест за патни трошоци под услов таа или член од нејзиното потесно семејство да немаат стан или куќа во нивна собственост во местото каде ја извршува функцијата. Но според МВР, иако нејзината ќерка во меѓувреме се стекнала со стан во Скопје, на Георгиева до крајот на мандатот во Судскиот совет, во 15 наврати биле исплатени околу 4700 евра за патни трошоци. Во временски период од 26.8.2022 до 15.1.2024 година, со намера за себе да прибави противправна имотна корист, со неприкажување на фактот дека има промени во имотната состојба на членовите на нејзиното потесно семејство, не поднела навремено известување до председателот на Судски совет дека нема да користи патни трошоци за патување на релација од Струмица како место на живење, до Скопје како место на извршување на работата и обратно, со што го довела во заблуда Судскиот совет да исплаќа надоместок на трошоци за превоз во вкупен износ од 291.040 денари, за кој износ ЛГ се стекнала со противправна имотна корист, а на штета на буџетот на Судски совет на Република Македонија. Судијката Лорета Георгиева не сакаше да ја коментира кривичната од МВР. Нека институциите си ја работат работата. Кратко одговори за Канал 5 телевизија. Од јавното обвинителство потврдија дека ја добиле кривичната. Вела дека веќе се постапува и се преземаат дејствија. Полицијата со полни раце работа во битката со несовесните возачи, повеќе од 100 лица само минатиот месец биле приведени за безобзирно возење. Од вкупно 18.247 издадени платни налози, 5.577 прекршоци се однесуваат на возачи кои не ја почитувале пропишаната брзина на движење. Лишени од слобода за безобзирно управување на возило, согласно член 297а од Кривичниот законник, биле 106 лица, од кои 71 за возење под дејство на алкохол, 20 за претекнување колона возила на непрегледно место, 13 за возење со брзина поголема од дозволената во населено место, а 20 за возење со брзина поголема од дозволената надвор од населено место. Рана есен како зима. Температурите во земјава драстично паднаа, дел од планините веќе побелеа со снег. Грејната сезона за Скопје ни почна денеска, иако дел од граѓаните останаа со студени радиатори поради технички проблеми. Ладното време деновиве го донесе и првиот снег во октомври. Мала снежна покривка е забележана на повисоките места во земјава, како Попова шапка, Превој Стража, Маврово и Галичник. Ниските температури според прогнозите ќе се задржат и во текот на утрешниот ден, додека пак синоптичарите најавуваат пораст на температурите веќе од сабота. Сепак, дали ниските температури со кои започна октомври може да најават постудена есен за разлика од претходната? Метеоролозите сметаат дека есенските температури веќе следниот месец ќе бидат за нијанса повисоки, а не очекува за степен 2 поблага зима во однос на минатата.
Што се однесува до месечните анализи во однос на температурата на воздухот, мало позитивно отстапување од просеците може да имаме во месец ноември. Што се однесува за зимата, моделите даваат изгледи за температури нешто повисоки од просекот, но не многу, 1 до 2 степени, и врнежи околу просечните со мало негативно отстапување во западниот дел. А со ладното време започна и грејната сезона. Иако голем дел од домаќинствата имаат топлинска енергија, сепак некои од нив останаа со ладни радиатори. Од СМ преку соопштение информираа дека станува збор за технички проблеми или проблемот е поради неплатени сметки за електрична енергија. И додадоа дека нивните екипи се на терен, зашто побрзо да се нормализира снабдувањето во сите домови. Парното грејање и инвертер уредите според експертите се најекономичните системи кои воедно не ја загадуваат животната средина. Да применат затоплување на своите домови со така наречените климатизери, кои што ние стручно ги нарекуваме топлински пумпи. Со највисок стандард и еколошки веројатно најприфатливо е тие што користат топлификацијски систем, како што е системот во Скопје и како што треба да се направи најскоро време и во Битола. Во меѓувреме се уште е активен повикот за субвенции за инвертер клими за ранливите семејства и семејства со ниски примања, а истиот завршува на 5 октомври. Според бројките од Министерството за енергетика, за инвертер клими до средината на септември аплицирале околу 4000 лица. Ги гледавте вестите, имајте убава вечер.